Добро дојдовте уште во една наша емисија, Вашиот пратеник. Секако дека нашите следачи и гледачи знаат дека зад секоја јавна функција стои лична приказна исполнета со искуства, предизвици, вредности и животни лекции. Иако јавноста најчесто Весна Ѓорѓиева ја познава како пратеничка. Во ова интервју разговараме за жената зад функцијата, за незиниот животен пат, семејството, инспирациите, предизвиците и моментите што ја обликувале како личност. Искрен разговор во кој на некој начин ќе ја запознаеме нашата пратеничка, бидејќи во втор план е фокусот е ставен надвор на човекот, а не на политиката. Добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов. Мило ми е што сум дел од вашата емисија и ми представува големо задоволство и чест да се представиме пред нашите граѓани какви сме не само како пратеници, туку и во секојдневниот наш живот. Така, вие сте по професија правник. Да. Имате завршено правен факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Да. Веќе ве најавив, јавноста ве познава како пратеничка, но што работевте пред да станете народен избраник? Јас сум правник по професија, работев долги години пред да станам пратеник во Фондот на пензијско инвалидско осигурување во Кавадарци како решавач на права од пензијско инвалидско осигурување. Навистина, во своето 30 годишно работно искуство имав контакти и средби со многу наши сограѓани кои имаат потреба од различни права од делот на пензијското и инвалидското осигурување. Токму тие нивни средби, контакти со луѓето од нашиот град ме направија да ги сватам сите нивни проблеми, сите нивни предизвици и сите нивни потреби во секојдневниот живот, а посебно во делот на мојата професија во остварувањето на правата од пензијско инвалидско осигурување. Така, но сега ве гледаме како пратеничка. Од каде таа љубов кон политиката? Од кога влеговте во политичките води? Дали тоа беа средношколските денови, дали студентските денови? Не, јас сум малку повозрасна, а во времето кога ми беше нашата младост, студентските денови, имаше уште едно партиски систем, не беше повеќе партискиот систем. И не сум замислувала дека ќе се бавам со политика. Но со самата работа, со искуството во работењето, видов дека навистина луѓето имаат потреба од значајни промени како во својот живот, така и во целокупното општество. И затоа, токму тоа може ми направи една одлука да се вклучам во политичкиот живот. Знаете, општеството не треба само да го критикувате и постапките, треба нешто да направите. Треба да се потрудите не само да критикувате, туку треба нешто да се преземе, да работите, да ги смените работите, да придонесете нешто што ќе биде подобро за животот на сите наши граѓани, а посебно од местото каде што доаѓате. Бидејќи тоа е средината каде што сите ве знаат и сите грото од луѓето ги знаете и сакате да влијаете врз промените, да одат на подобро, за подобар живот на луѓето и на целото општество. Според тоа што го кажавте, нели, подолго време сте во политиката, тоа што на 20-30 години. Ги знаете сите промени во нашата држава. Да, точно. Сега ве прашам за успешен политичар, успешна жена во политиката, потребно е поддршка од семејството. Колку вие ја имавте од семејството? Од вашиот сопруг, од децата? Искрено да ви кажам, многу имам поддршка и пред се сакам да му се заблагодарам на моето семејство, посебно на мојот сопруг, што секогаш ме поддржуваше и ме критикуваше во случаеви кога имаше потреба за тоа. Во моите размислувања, во моите погледи, беше како директно вклучен од страна, вклучен во мојот политички живот. Навистина поддршката од семејството е многу потребна. Јас како родител, како и моите родители, семејство што ме воспитале, семејството е мојата најголема вредност. Так. Моите родители ме воспитувале
а исто така и јас ги воспитував моите деца кои сега се веќе возрастни, оформени личности со своји фамилии, да бидат честни, искрени, трудолюбиви, да ги почитуваат другите луѓе и да бидат одговорни за својата работа и своите постапки. Сепак, тоа е една од најголемите вредности што треба да го поседува еден човек и една личност, независно што работи. Да. Рековте имате возрастни деца. Да. Сигурно нивните критики се сериозни и сериозно ги сваќате. Но во разговорот претходно рековте дека имате и две внучиња. Да, точно. 2 години и 10,5 години. Ме Да. интересира како тие реагираат кога ќе ја видат својата баба на телевизија или така. Дали од нив добивате критики? Па да. Што најчесто ви забележуваат? Најчесто они. Критики. Бабо, не те видов денес да зборуваш во собрание. Така да, они се, знаете што деца се деца, сепак и тие се радуваат што често пати имаат прилика бабата да ја видат на својата баба на телевизија. Да. Дури случајно пред некој ден ова малечкото имаше прилог од собрание и вика баба Ботта. Вете знае. И тој знае, некој му кажал, не сакаме да ги оптеретуваме како деца со политика, ама тоа ми е мојата работна реалноста, тоа е моето секојдневие и знаат дека доаѓам за Скопје и ја знаат што значи, веќе сватија, посебно поголемата внука, сватија дека каква е сериозна оваа професија. Да. Потекнувате, односно родени сте во Кавадарци, кавадарчанка. Да, родена сум во Кавадарци. Во семејство, во традиционално семејство, самиот град има своја култура, традиција, друштво, семејство. Колку сето тоа влијаеше да се обликувате во личноста што сте денеска вака? Не можам да живеам во друг град освен во мојот. Толку си го сакам градот. Кавадарци е град на многу вредни, весели, гостопримливи и луѓе кои што сакаат заеднички да контактираат, да се борат за својот град. Да ви кажам најискрено, горда сум на својот град. На вистина Кавадарци е напреден град во последно време по бруто домашниот производ по општини. Кавадарци е после Скопје на второ место, имаме на вистина доста големи компании кои што има доста вработени. Ние во Кавадарци како општина не се судруваме со невработеност. Вработеноста е некаде 1 до 2%, да не бидам многу сватена дека ова е фалба, но на вистина ретко има во Кавадарци невработени или некои што не се вработени од некои лични други причини. Иначе градот ни е на вистина убав, сите го забележуваат колку напредок има во него и како општина на вистина се гордеам што доаѓам од таа општина. Пратеничке Ѓорѓиева, вие сте заменик председател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Членувате исто така во неколку групи за соработка со парламентите на Русија, на Јапонија и Авганистан. Но сепак ќе се задржиме на вашата функција како заменик председател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Колку оваа комисија придонесува за положбата на жената во нашето општество? Колку е битна? Многу. Оваа комисија, можам да кажам, е една од најзначајните комисии во рамките на собранијските комисии. Најмногу се трудиме преку оваа комисија да биде застапена посебно жената и во политиката, што повеќе и во општеството. Се трудиме да се намали што помалку бројот на семејни насилства и навистина со донесувањето на односно со измените на законот направивме нешто што не е можеби многу, но значаен чекор напред. Жените почнуваат да се охрабруваат, да ги кажуваат своите
тешкоти, посебно кога имаат напади од своите сопрузи или семејното насилство, да го пријавуваат семејното насилство. Се трудиме да работиме и че работиме и од секогаш оваа комисија ми била од посебно значење, барем мене лично, и порано кога бев советник во општина Кавадарци, бев председател на оваа комисија за еднакви можности на жените и мажите, и навистина како комисија во рамките на другите локални самоуправи бевме на највисоко ниво рангирани од невладините институции како NDI, One Woman, навистина се трудевме да работиме. И во рамките на оваа комисија, во рамките на Собраниската комисија за еднакви можности на жените и мажите, ќе направиме се што е потребно, посебно во делот и улогата на жените во општеството. Да. Како пратеник, деловникот секој петок ви дозволува да се среќавате и со граѓаните, но секако вие секојдневно се среќавате со граѓаните во Кавадарци, во Скопје и било каде ќе отидете, да. Што најмногу бараат, на што најмногу ќе се пожалат, народски кажано? Што најмногу бараат од пратениците? Јас како личност прво, а и како пратеник сум достапна во секое време за сите граѓани. Навистина, скоро секој петок, едино ако немаме седници во собрание, не сум во канцеларија и ги сослушуваме сите странки, сите граѓани, па барањата се најразлични, но оттаму па црпиме иницијатива за да поднесуваме нови закони во делот на инфраструктура, во делот на права, на правниот систем, законодавството. И навистина, меѓу граѓаните, кога сме тие и кажуваат најреално сите општествени состојби, општествени вредности и онаму каде што треба навистина да се поправиме и да преземеме нешто. Не е само да преземеме, треба да го реализираме и да го оствариме за да граѓаните да можат да ги почувствуваат придобивките на оваа наша влада. Не ветувам нешто кога разговарам со граѓаните, ветувам оно што навистина можам да го исполнам, бидејќи граѓаните знаат да го ценат, а и паметат што сте му рекле. Се трудам и понатаму ќе останам оваа моја пратеничка функција да ја задржам на ниво на кое што доликува, а исто така да бидам достапна во секое време и да бидам во за доброто на секој граѓанин, а посебно на граѓаните на мојата општина. Така, Ѓорѓиева, овој пратенички состав е на половина од својот мандат, 2 години. Остануваат уште 2 години до крајот на завршување на пратеничкиот мандат. Сепак, по што би сакале да бидете препознаена кај граѓаните по завршувањето на мандатот? Па навистина сакам да бидам препознаена по тоа што нешто сум направила за нив. Посебно како правник, што е моја професија, сакам да допринесам за подобрување на целиот правен систем во нашата држава. Навистина, со доверба во судство од 2%, навистина стоиме многу ниско по оглед на како се цени кај општо кај граѓаните во нашата. Се трудам и ќе се залагам во комисиите да придонесам за донесување на нови закони, посебно од правниот дел, кои што се однесуваат за правосудството и судските органи. Да бидат во согласно со Уставот и со правниот поредок на државата, бидејќи сметам дека треба уште многу закони да донесеме во рамките на овој мандат. И тоа ќе ми биде најголема мене лична сатисфакција кога ќе ги спроведеме уште неколку значајни закони во собранието, кои навистина нашите граѓани ќе почувствуваат дека нашата влада и ние како пратеници придонесуваме за они да се чувствуваат сигурни и безбедни во својата држава. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и вас.